Стотици мигранти дојдоа во парк во Белград да добијат хуманитарна помош. Некои од нив за Радио Слободна Европа рекоа дека влегле во Србија пред неколку дена со помош на криумчари. Поставувањето на жичани огради околу границите на неколку балкански земји доведе до намалување на бројот на луѓе кои патуваат низ регионот на патот кон Западна Европа. Но во последните неколку недели бројот е зголемен откако криумчарите најдоа рути околу оградите. Во Србија оваа недела во приватни куќи беа најдени 43 луѓе кои влегле во земјата со помош на криумчари. Во северниот српски град Нови Сад околу 1000 демонстранти излегоа на улиците во одбрана на новинарите кои беа отпуштени од регионалната државна телевизија РТВ. Тие ја обвинија владата за политички притисок врз радиодифузерот, откако партијата на српскиот премиер Александар Вучик на изборите минатата година ја презема контролата врз регионалниот парламент на Војводина. Демонстрантите бараат оставка од надзорниот одбор на РТВ и враќање на отпуштените новинари. Во северозападниот град Пешавар десетици раселени лица од племенските области одржаа протест барајќи од федералната влада да ги обнови нивните куќи кои беа уништени за време на воените операции. Жителите од племенската област Вазиристан рекоа дека ќе одржат протест во Исламабад доколку владата не ги исполни нивните барања. Повеќе од 1 милион луѓе беа раселени при спроведувањето на антиталибанската воена операција во Северен Вазиристан во јуни 2014 година. Многумина се уште живеат во шатори со роднини или пак изнајмуваат куќи во урбаните средини.